Локалниот пат во близина на православната црква Свети Илија во Блатец изутрината беше блокиран од жителите на селото, кои излегоа на протест против одлуката да се гради мала хидроцентрала на реката Блатешница. Со транспаренти и земјоделска механизација го попречуваат движењето кон падините на Плачковица, односно кон локацијата каде што претпладнето требало да започнат активности за маркирање на теренот. Хидроцентралата е со проектирана моќност од 606 киловати, при што за неа нема да се гради брана или зафат, туку водата до турбината ќе се спроведува со цевковод во должина од 3 километри. Од Советот на местната заедница на Блатец рекоа дека тие се организатори на блокадата на патот, затоа што сметаат дека селото и целиот регион ќе имаат повеќе штета отколку придобивки од планираната инвестиција. Сметаме дека оваа хидроцентрала ќе го зафаќа поголемиот дел од водата и ние ќе направиме, тоест тие ќе направат еколошка катастрофа на тој дел од реката во должина од 3 километри, а уште поголем е проблемот што дел од водоводот што го користиме ние за пиење во Блатец се наоѓа, значи зафатот на водоводот се наоѓа во средината на тој цевковод. Значи од тука се појавува и проблемот за водоснабдувањето на нас како жители. Друг проблем е голем дел од каналите за наводнување на еден дел од селото исто се наоѓаат во таа траса. Значи постои можност и тој дел од полето или тие бавчи во атарот на нашето село да бидат пресушени. Освен овие проблеми, жителите на Блатец рекоа дека за изградбата на хидроцентралата ќе биде потребно минирање на карпите на теренот каде што треба да поминува трасата на цевководот, со што ќе се нарушат подземните текови и ќе дојде до пресушување на чешмите или заматување на водата што тече од нив. Овој отпор е врв на целата наша голгота која трае неколку години, која се обидувавме да ја направиме преку институциите, меѓутоа не наидовме на слух. Имаше многу ветувања, малку реализација. И главниот проблем е што со доделување на концесија или со распишување на тендерот за концесии, местното население никој нити го консултираше, нити направи една јавна дебата за градбата. Од местната заедница на Блатец рекоа дека нема да дозволат да се гради ниту хидроцентрала, ниту каков било објект што ќе ја наруши природната средина. Од надлежните државни и други органи очекуваат позитивен одговор на нивното барање за стопирање на инвестицијата. Рекоа дека со протестите ќе продолжат и во наредните денови, се додека не добијат потврда од објектот нема да се гради.